Мора нешто да се направи за да се растури таа предавничка влада во Република Македонија, која донесе само негативни последици, негативна енергија која најмногу македонскиот народ ја почувствува. Знам дека ние македонците и ова ќе го пребродиме. Нашите раце ќе ги замениме во крила, за да тие црни облаци ги растргаме, зашто ако знаеме дека секоја ноќ носи и ново утро, тогаш за да излезе сонцето од нашите срца, мораме да бидеме позитивни, да сме насмејани. Таквата мисла за слобода на Македонија ќе ја победи и секоја ѓаволска неправда врз нас македонците, а дури со помош на Бога ќе ја уништи таа, би рекла, црна магија што однадвор ни ја донесоа. Би рекла на крај уште еднаш, нека од 19 август отпочне кога и празникот Свети Преображдение, сите злочини што ги направија врз се што е македонско биде заменето со свето, со Божјо, за да повторно Македонија и македонскиот народ заедно со сите лојални граѓани од малцинствата во Република Македонија бидат наградени со добри дела од Бога и да се врати со животот еднаш за секогаш во таа наша исконска земја која се вика Македонија.
Уште еднаш да ве подсетам дека емисиите на Глас од Македонија можете да ги следите и на YouTube, ако отворите под Voice of Macedonia. Така да можете слободно, ако не сте во можност да не слушате во неделата, тоа можете да го направите било каде да сте во светот. Да спомнам уште еднаш, оние кои се наоѓаат во Македонија, ваши најблиски, ве молам, информирајте ги, за враќање мора да имаат ПСР тест. А Организацијата Обединети македонци ви соопштува дека можете, доколку сакате да одржите фамилиарни веселби, крштевки, родендени, свадби и слично, можете да го користите паркот на паркот на Организацијата Обединети македонци, но исто така доколку сакате да бидете донатори на овошни стебла, тоа направете го, а со тоа останува и спомен за нас македонците и за вашата фамилија. И како што гледате, полека се наближуваат и последните, да би рекла, 9 минути и 45 секунди до крајот на нашата вечерешна емисија. Благодарејќи ви што и во денешно наше издание бевте со нас, ви посакувам пријатна седмица, но со желба да не слушате идната недела од 6 часот навечер на 101,3 FM, кога повторно ќе бидеме во вашите домови со радио часот Глас од Македонија. А од студиото на Глас од Македонија ви посакува добра ноќ, вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Zemljo makedonska, uvažavam te, zemljo makedonska.